ме праша колешката ваша дали сум спремна, односно дали сме спремни да се сретнеме со премиерот. Се разбира, но само во рамките на деловнички утврдената процедура. Да повторам, премиери не може да утврдуваат процедура. Законската процедура е утврдена со деловникот на собранието. Шансата беше правно регулирана, председателот на Комисијата за образование и наука да не повика, за да ги изложиме тамо ставовите. Впрочем, и ректорските управи, и универзитетите, и факултетите дадоа еден тон материјал за расправа. Втората шанса беше собраниската расправа, значи второто читање, да заврши со отварање на дебата. Дебатата може, според деловникот, да ја организира само матичната собраниска комисија. Јас сум легалист. Како што не можам да учествувам во дебата, така наречена дебата, која не е правно втемелена, и кога се одвива во Александар Палас, не можам и денеска. Тоа е надвор од процедурата, а процедурата е гаранција за демократијата. Ако се повлече законот, тогаш може и комисијата да не повика и да дојдеме во парламентот за да ги соочиме аргументите. Вака, она што Маја го рече, јас ќе го повторам. Значи, не само што е ова постфестум, туку е и надвор од процедурата, но веројатно така се учи демократијата со вежбање. Значи, ваш услов за да дојдете на дебата е да се повлечат законите? Да се почитува тоа што сите универзитети, сите факултети, интеруниверзитетската конференција, ректорската управа на чело со ректорот го побара. Бидејќи, да подсетам, ние со фантастична брзина, дисциплинирано, како професори, како студенти, успеавме да креираме мислења и да дадеме забелешки. Не видовме ниту едно од нив да биде почитувано или земено во предвид. Сега да станеме соучесници во кршењето на законот, на деловникот, па ако сакате и на уставот за начелото на поделба на власта и владење на правото, би било срам пред студентите. Зошто тогаш се согласивте дека и му кажавте на премиерот дека ќе дојдете на дебата во собрание? За овде да го кажеме ова, бидејќи пред портите на хотел е непристојно. Мислиме дека во моментов постапката може и мора да се одвива само во собранието. Владата не е организатор на дебата. Значи, во фаза кога ние на 8 чекаме да се расправа по амандмани. Ние не можеме ниту во ресторан, ниту тука да креираме амандмани. Амандманите се во рацете на пратениците, а ние ги поднесовме своите мислења. Како е можно на ваков начин сега повторно да се реотвори дебата надвор од деловникот, мене не ми е јасно. Што ќе превземеме, вие знаете, ние рековме дека ќе упатиме писмо и упативме веќе едно писмо, ќе упатиме уште едно писмо до нашиот колега, професор, председател, повикувајќи го да стави вето на еден ваков закон. Се надеваме дека ќе го стори тоа. Ако и тоа не биде прифатено, ние веќе кажавме во едно соопштение дека ни преостанува преку граѓански протести да подсетиме дека во демократска држава, чија цел е Европа, законите треба да се носат во законски утврдена процедура.